Здраво на сите, добре дојдовте на каналот Татунчо по не знам кој пат, значи во подкастиве почнаа да се редат, мене ми стануваат омилена форма на изразување. Денес по втор пат ја имаме Сара Александровска. Минатиот пат ја најавив како музичар, како вокалист на групата Авелина. Денеска ќе поразговараме за повеќе теми, значи музиката е само еден од тие аспекти и јас не сакам да ставам етикети на луѓето што доаѓаат во моите подкасти, така што доколку Сара сака да се представи со некаков додаток, со некаков атрибут за себе, може слободно таа да го направи. Сара, добре дојде. Добро те најдов. Многу сум благодарна за оваа можност која што имам на твојот канал да искажам некои работи што потребно ми е да ги кажам и да ги споделам со луѓето. Нешто што случајно дошло како информација до мене и сум го интегрирала, сум го размислила и сум сфатила дека треба да се пренесе едноставно за да можете другите да го примат. Благодарна сум и на сите што ќе го гледаат ова, бидејќи тие се најбитните. Гледачите се многу побитните него нас двајца. Така што за себе, што да кажам, нема нешто многу да се збори, освен дека сакам добрина и сакам да светот да биде похармоничен, поубав и целото мое постоење го посветувам на тоа. Апсолутно се согласувам со тебе, значи јас овој простор го правам, значи за луѓето кои што во еден контекст кој што се меинстрим медиуми не можат да најдат простор, и ако не дадат простор, тој простор е премногу ограничен и не дозволува соодветно изразување. Мислам дека подкастите се дух на сегашноста и дека меинстрим медиумите полека одат во минатото и затоа од мојата скромност произлегува потребата да дозволам на сите оние што сакаат да гостуваат тука да се изразат, така што дали ќе изнесат политички идеи, дали уметнички, дали филозофски, религиски или било какви, значи на Татунчо подкастот простор е оставен. Доволно е да си има желба, онека како што имаше желба ти. Сара, да почнеме со символите. Символите се трансцендентален јазик со кој што сме поврзани сите и очигледно дека тие постоеле пред да постојат јазиците кои што денеска ги говориме. Дали се тие јазикот на целокупното човештво, оно кое што постоело, кое што постои, и дали е тоа наследството кое што го оставаме на човештвото кое доаѓа? Па според мене символите се многу повеќе од јазик и многу повеќе од само интелектуално примање на нив и одредување на значење. Тоа ме многу површно гледање на символите. И воопшто дали има некоја смисла ако го знаеш што значи символот, тоа што ништо не кажува, тоа не е само јазик, тоа е енергетска структура. И за ова не го измислив јас, туку со последнава година многу длабоко сум навлезена и истражувам, а уште сум само на многу површина, една ново креирана наука од 70-тите, мислам дека, има и претходници, меѓутоа се сублимира све во 70-тите. Таа потекнува од еден египетски архитект, тој се вика Ибрахим Карим. Значи тој во некој склоп околности на неговиот живот завршува во Швајцарија, доаѓа да го поправи архитектонски да го поправи музеот на медицина на древниот Египет, тој Египет. И тука се спознава со древните технологии што ги имале старите египјани. И така патот некако го води до Франција, до Шомери, еден од радиоестезија,
што ја проучувал целиот свој живот. И тука доаѓа до сознание дека геометриските форми, па дури и дведимензионални, имаат некаква еминација, односно го зрачат просторот околу нас. Кога се спознала со французите, имала цела еден клуб што се собирале французите и ги истражувале геометриските тела, символите и архитектурата како делува на просторот. И тие имаат откриено еден нов спектар на енергии, како што денеска науката го има како електромагнетниот спектар, нели периодичниот систем на елементи, и тие ја прават целата технологија што денеска ја користиме. Па египјаните имале уште еден спектар, тоа е вибрациониот спектар на суптилните енергии. И французите заедно со Карим истражуваат и стигнуваат до едни мерила, значи кај што буквално имаат направено мерило, што буквално кога се приближува до одредени символи, покажува одредени квалитети. Значи ја вика тие таа зелена, негативна зелена вертикала, и уствари символите делуваат на биолошкиот, на физичкиот свет. Значи тие имаат делотворна улога. Значи тоа е чувствена, делотворна енергетска улога, за разлика од што ние цело време ги гледаме како некоја интелектуална перцепција каде што им даваме значење. Значи тоа не е зашто постојат символите, тие се нешто многу подлабоко, што еве Ибрахим Карим и неговите пријатели, денеска и доктор Джилберт го збори тоа, има цели предавања на YouTube за биогеометрија и ги има апаратите со кои што можеме да ги измериме квалитетите на символите. Пример, само еден круг, дводимензионален нацртан круг, било кај да го ставиш во просторот, тој има делотворна дејност. Значи символите се алатка повеќе од што се јазик. Значи тие иако создаваат реалноста и отвараат, ајде да не кажем, портали. Одно можеш да кажеш портали, и јас би сакал тука да спомнеме конкретни примери на символи кои што еманираат ваква енергија која што ја спомнати, да видиме каде ги наоѓаме, кои култури, кои цивилизации ги имале, каде денеска во секојдневието, можеби несвесно ги гледаме и забележуваме, а не знаеме зошто се таму. Тоа ќе го спомнам накнадно, сакам да кажам и дека еве на пример масоните ги знаеме сите, више мислам тоа мејнстрим стана. Масоните не за џабе ги викале дзидари. Значи тие знаат дека геометриските структури што ги прават, значи како што у древен Египет пирамидите. Значи пирамидата не е само градба, значи таа е енергетска технологија. По померењата на доктор Ибрахим Карим, значи кога се влегол у пирамидата со тие негови алатки за мерење, значи толку многу ја имала таа негативната зелена у тие, пошто има цел спектар на бои, они имаат направено цел спектар на бои и какви квалитети на енергија има, може да ти измерат буквално квалитет на енергија, портокалова, зелена, значи ултравиолетова, и ги мерат енергија. Значи кога има влезено у пирамидата, значи пирамидата е буквално тоа тие технологија, енергетска технологија што ги култивира овие суптилно енергетски енергии и ги еминира од себе си во живиот свет. И граделе пирамидите со улога за биодиверзитет, значи што повеќе има таа негативната зелена вертикала, има и хоризонтали, има повеќе видови на многу суптилни енергии, они имаат цел систем направен од тие енергии. Пример, пирамидата како најпозната ја комуницирам, за да биде појасно на сите. Значи, кога го мерат, они гледаат дека тие суптилни, таа покажува огромни квалитети на таа негативна зелена. И уствари египјаните, они биле многу високо развиена цивилизација, тие имале исто технологија, само нивната технологија
се усмерила на суптилните енергии. Нашата технологија е усмерена на физичкиот згуснат свет у кој што тако го преципираме. Така што сите овие работи што се символите, значи символите се создадени за да направат една реалност, за да создадат, например, еве, пошто нели Македонија не е блиска, штитовите што ги носел Александар, значи тие се тоа било се геометриски така направено, тие ги знаеле, тоа е древно учење на биоенергија, и они го знаеле тоа им било common knowledge, значи како што викаме ние основно знаење. И така, мислам, и градбите што се поставени, ако видите колку е голема разликата од австро-унгарското влијание во европските земји, значи тие буквално имаат такви енергетски структури изградено што тие си спуштаат енергија. Значи за тоа нив им цвета многу повише им е стабилна енергијата, кај нас сите такви одамна се тргнати. Пример, градбите. Значи, масоните затоа ги викаат градители, тие знаеле како да направат ваква енергетска технологија што се базира врз градба, буквално само проста тридимензионална градба, таа еминира квалитети енергетски и тоа е измерено. Значи, ова е само површината, пример, ја што ја зборам. За сите што ги интересираат, ова е многу разгранетоста на оваа нова наука е ова е многу блага површина, ја што го зборам. Значи, на кого го интересира за ова, нека истражи биогеометрија, нека го најде доктор Ибрахим Карим, значи доктор Джилберт, значи сите тие се академски професори што проаѓаат после во оваа древно египетска наука, сега со нови рува. Значи има многу книги напишано и од французите, од друштвото на французите што исто ги истражувале овие суптилни енергии. Никола Тесла ги има исто викано као скаларни бранови, мислам дека ги ја вика оваа скаларен бран, и он исто има стигнато до тоа сознание за овие суптилни енергетски движења. Значи у древните религии и култури се вика или кај индиците прана, нели чи кај кинезите, и ја има како збор го има. И например старите медицини, значи тие се бавеле со баш оваа енергија, таа поминува и низ нас, и се бавеле исто со таа енергија да ја проучат, пошто веруваат дека животната сила, значи исто и доктор Ибрахим Карим и овие теозофите Рудолф Штајнер и Хелена Блаватски и остала компанија, значи тие веруваат и мислам веќе измерено дека животната сила не доаѓа од над овој свет. Значи и тоа што се случува тука во нашите тела како болест, како дефект, прво мора да се лечи у животната сила, у животната прана, чи енергија, за да може целосно да се исцели нашето тело. Исто и биогеометријата исто го зафаќа тој медицинскиот аспект. Значи си имаат они справи, си имаат начини на кои што и дури со символи се лечат. Значи има мерење, буквално става коцка што има направено доктор Ибрахим Карим, и дека овој јапанецот со водата што открива кристали. Или дека водата е жива, не знам како се викаше, го заборев. Значи ја става коцката, само у еден простор само ја става вака коцката што оние создадо од символите. Значи ги мерат кристалите на водата и тие од чешмарка вода, она што најкатастрофа, што има најлоша форма кога се мери у кристали, значи се прави многу хармонична форма. Во контекст на ова со водата, јас имам слушнато луѓе дека објаснуваат кога водата е изложена на молитва, значи на концентрирана молитва или на медитација, дека исто така ја менува кристалната структура, односно дека ја менува кристалната структура во зависност од
мислата која што се насочува кон неа. Значи, ако е негативна мисла, кристалите имаат негативна форма, и како позитивна мисла, и дека е позитивна форма, и што ова влијае, да речеме, и на живи суштества за кои што ние мислиме дека буквално не комуницираат со нас, а тоа се растенијата, а тие сепак делуваат на сиве работи. Конкретно пирамидата што ја спомна ти, значи се правени експерименти со ртење на семења и одгледување на растенија во пирамидални форми, и се покажува дека тоа е една форма која што е исклучително благопријатна за растенијата. Претпоставувам и за останатиот жив свет како што сме ние луѓето и животните. Да, растенијата секако дека се еминираат, и мислам дека и тоа е измерено. Ова директно зборам за суптилните енергии, буквално тие делуваат на растенијата. Значи, има контра животни енергии и проживотни енергии. Значи, и контра животните енергии ги има и во природата. Значи, пример, и тоа се познава, и се збори о биогеометријата, значи кој ќе почне да истражи, ќе слушне за сите овие работи, и многу подлабоко, туку колку што јас како лаик уште што само на површината истражува, може да ви каже. Меѓутоа, главното нешто што е многу битно тука да се разбере е дека не е сега правиме ние муавет чирибу-чириба за енергии. Ние правиме муавет сега за енергии што веќе има алатка со која што се мерат. Правиме муавет за енергии што целиот египјаните ги користеле како прима медицина, значи со обсервација, со цели шаблони, исто и акупунктурата, значи е правена врз база на ова, да кажеме, една форма на биогеометрија, каде што со долги години обсервација на тие енергии се развила таа медицина. Значи, ова е нешто со кое што со истражување, например, кој да седне да го истражува ова, кој го интересира да си го смени животот и реалноста со многу обични алатки, нека го истражи ова, за да види дека веќе, да кажеме, духовниот свет е многу блиску тука, више имаме алатки да го мериме. Значи, што ги имали нашите, нели, предци од тамо, од Сумер, од Египет, од Месопотамија и остало. Јас со повеќе гости го дискутирам тој дел, дека од не знам кои причини науката која што, нели, у која што ние треба слепо сега да веруваме како да е религија, тврди дека докаде што оди материјата, до таму оди и реалност, односно до субатомските честички, ама тие се сепак честички кои што се дефиниција на материјалниот свет. И сега ова што го зборуваш ти некако малку излегува надвор од тоа, а примери за функционирањето, односно за интеракцијата на материјалниот и тој свет се многобројни. Конкретно за скаларните бранови што ги спомна кај Тесла, тие за разлика од обичните херцијански бранови, вклучително, нели, светлината, буквално делуваат моментално. Значи, може да се комуницира во целиот универзум, како што комуницираме сега ние преку интернетот тука на Земјата, може да се комуницира на било која точка од планетата, односно пренесувањето на енергијата, на информацијата што ја содржи таа енергија е моментално. Повторно, нели, зборувајќи за нешто што е мерливо и докажано, така што јас сум отворен ум кој што верува дека доправа ние треба да се соочуваме со оно што значи духовна технологија, а дека физичкава технологија пред се има своји лимити, дека духовното... Научниците многу добро знаат они за оваа технологија, поготово квантните физичари, поготово доста сега моментално физичари, се им е јасно, значи со квантната физика се им е јасно веќе на нив. Меѓутоа таа наука не станува мејнстрим наука и таа се гледа што поише да се задржи у позадина, значи од причини, не знам, од X причини сега знаеме ова кој не владее. Па добро, јас не велам дека научниците не го имаат тоа како сознание, туку едноставно она што излегува како корисна технологија за нас
е далеку од можностите на оно што го нуди науката, а само ти кажа дека тука зборуваме за знаења кои што не се од вчера, туку се илјадници години наназад. Кажи ми сега, во контекст на ова, значи, враќајќи се назад во минатото, дали во митологијата наоѓаме потврди на ова, значи... Да, мислам, ја пред да влеземе у митосот, сакам со слики да покажам одредени работи. Значи, пример, еве, го пуштам сега високот, значи тоа е енергетска направа која со високот Ибрахим Карим ги одредува овие, нели, суптилни енергии, има и да кажам, и други направи што се со спектарот на светлината работат. И сега го гледаме високот, структурата на високот, значи каква структура има. Сега ја пуштам Пајонската свештеничка, што е у Скопје на плоштад. И го гледаме кандивото дека многу слични, значи скоро идентично личи на високот што сега Ибрахим Карим после толку години го рекреира од египетските. Значи, испаќаме дека целото нешто ова што го гледаме во стариот свет е всушност енергетска технологија. Значи, тоа не е само естетика, тоа изгледа убаво, да, тоа не е само естетика, тоа е енергетска технологија со која што интуитивните луѓе порано многу се служеле, не само интуитивните, туку и студиозните луѓе што имале обсервација и тие биле научници, значи тие обсервирале, па запишувале, па обсервирале, па запишувале. Така што тука тоа го среќаваме. Сега сакам да покажам дека црквата, значи откако ја го дознав ова за Ибрахим Карим, за градбите, за како делува просторот, дали ако има коцка, како делува коцка на нашиот дух, како делува различни геометриски структури, секстоаголник и осталите структури. Сега доаѓа у главата православните цркви. Значи православните цркви видите ова знаење древно, тие го знаеле. Значи тие асимилирале, тоа знаеме дека римската црква, римската е и наша црква, пошто е византиска, тие асимилирале од древните култури. Тоа е општо познато на секој и археолог и историчар. И нивната асимилацијата што оние имаат направено, тие ги имаат овие содржини, ги имаат осмислено и ги, нели, во црква, во полукруг е се. Значи, вратата, портата у која што влагаш е полукруг. Џамовите, односно прозорците на црквите се полукруг. Значи, ќе влезеш у црквата, одма има доле символ. И сега види, значи, ако го знаеме ова, дека символот еминира суптилни енергии, значи, и да го знаеме, можеме да го измериме, значи, замислете, какви се високи фреквентно енергии има у црквите. Значи, и ова знаење, они го примениле. Значи, многу поодамна пред да искочи Ибрахим Карим со биогеометрија. Ама сега, како аналогија да ги имаме биогеометријата и нашата обсервација на како се изградени црквите, ние сваѓаме дека црквите се исто енергетски машини, енергетска технологија, која што ги еминира најпрефинетите енергии што ги има. И тоа се го постиза со дводимензионални символи. Значи ти кога влагаш, има еве кај Свети Наум идеш и влагаш кај што му е гробот. Значи пред да влезеш кај што му е гробот, ги има двата триаголнита што ги вика Давидова звезда. Значи долниот триаголник и горниот триаголник. Ти стапнуваш прво на тоа, па влагаш у гробницата. Значи, сега тие со ова знаење дека тој символ сам по себе како форма што постои во реалноста, одава одредени квалитети на енергија, ти замисли го знаењето што го имала римската црква, која ги градела сите овие и од кај се го собрала. Значи, да не кажам, тоа е тоа што го зборат магија. Значи, имаш символ и влагаш у црква, тоа е магија. Значи, ама магија е глуп збор.
да се служиш со тој збор, пошто ова е енергетска наука, значи тоа е тоа. И стои полукрузите, значи полукругот еминира енергетски квалитети. Тоа е докажано. Го има, кој сака нека го отвори, нека го види. Значи и сега може кој што сака да ми каже мене. Значи они нека зборат што сакаат. Меѓутоа тоа е тоа. Значи имаме биогеометријата како наука, се мерат квалитетите на енергија, символите еминираат такви квалитети. Толку. Значи и тоа е супер. Тоа градбите на црквите како што се правени и што представуваат, тоа е нешто прекрасно, тие еминираат многу префинети енергии. Значи, у тие суптилната, од целиот тој спектар на енергија. И тоа е битно да се знае дека ти можеш и у домот и у твојот простор. Ти стави полукрузи, стави полукруг насекаде. Ти ќе добиеш болја енергија у простор, повисока, почиста, поизворна. Само со еден полукруг ставање у простор, направи го чворови како што ги има по црквата. Еве ќе пуштам сега врата една од калишта, еве пуштам слика врата од калишта и гледаме чворови. Значи чворови има по вратата насекаде изрезбани чворови. И трикетри има. Значи тоа е трикетрата е многу древен символ, многу пред црквата. Значи трикетри и чворови ставени на црквените порти. Тоа значи тоа е, како да ви кажам, тоа е енергетска заштита. Значи тоа не го знаат, сигурно, или не знам, валјда или по канони може го прават, појма нема. Еве ги отворам, ги презентирам енергетските чворови, кој има очи ќе види дека сите тие чворови што ги гледаме моментално на вратата на црквата, значи ги имам кај келтскиот народ насекаде. Значи Sailor's Knot или Shield Knot или Trinity Knot, значи Trinity како тројството е многу постаро од православието и од црквата, значи и од христијанството. И тие ги гледаме, значи овие келтски символи ги гледаме на врата кај црква кај нас. И добро, и сега пак се враќаме, окей, овие символи, што се тие символи? Тие символи еминираат енергетски квалитети. Значи тоа нема што да бараш ти значење од тие символи и да има значење не е битно. Тотално не е битно, зашто тоа го формулира енергетскиот простор и тоа формулира реалноста околу тој символ. Значи тоа е битно да се знае. Добро, значи сиве овие работи, јас пак ќе кажам, значи слободумноста не прифаќа, значи некои работи априори да се прогласат, значи за добри, лоши, глупави, паметни, не знам што. Древните народи практикувале практики, нели, кои што ние ги нарекуваме магија. Во Египет, нели, кои што го спомнавме, за татко на магијата се смета Тот, а Тот, нели, профано кажано е некаков си митски бог, а всушност е првиот просветлител, значи човекот или личноста или ликот кој што е заложен за јазикот, за изговорениот збор, па конкретно за магијата, е токму тој Тот кој што тие знаења ги има пренесено на подоцнежните, нели, луѓе во Египет, па преку нив и доаѓаат и до нас. А што се однесува до црквите, најстарите и најубавите цркви се изградени на места каде што претходно имало пагански храмови, а тие пагански храмови били изградени таму заради тоа што се силни енергетски места кои што има се природни јазли кои што еманираат таква енергија и сега останува на нас како на генерација да видиме од каде доаѓа таа енергија, да ја измериме како што прави, нели, Ибрахим Карим и да видиме каква е таа поврзаност со реалноста што ја живееме. Значи во овој подкаст нема да најдеш на априори негирање на ставовите што ќе ги искажеш, така што опуштај се во тој дел, значи нема глупо или паметно нешто. Нема везе, сакам да се демистифицира, пошто зборот магија
е многу напаѓано црквата до време. Церемонијална магија, пример церемонијална магија. Значи идат у католичка црква, сите сега ќе јадеме од од телото на Исус и јадат леб. Тоа е церемонијална магија по сите дефиниции. Значи, секоја дефиниција зимаш објект, тој објект ти служи за персонификација на нешто и кружи меѓу луѓето. Тоа е тоа. Значи, они ги прават сите обреди. Обред си обред сега, тоа е обред, церемонијална магија, западњаците го викаат како сакаш кажи го, меѓутоа обред како обред си постои у црквите. И мислам не дека е лош тој обред, супер, меѓутоа зборот магија пошто има толку многу, јас се осетив негативно што уствари го искажав тоа, пошто ова што го зборам пример е ерес, така ќе ме доживеат да се живи здрави. И тоа едноставно толку многу има негативна конотација фрлано со години на тој збор магија, што уствари целата потреба за човекот сам по себе сака да се вознесува и сака да го бара духовноста, да се продуховува. Значи и тој момент што е ставено толку многу стигма на зборот магија, значи се поврзано со лоши вештици, у среден век палени и остала фора, дека тоа е све од ѓаволот. И едноставно, кога ќе се искаже тој збор, толку многу негативно се искача, многу непотребно. Дали случајно во контекст има врска со, да речеме, времето во кое што живееме, затоа што ние сега како генерација излегуваме од еден повеќе милениумски период на силен патриархален период. Периодот на матриархатот се губи таму некаде во почетоците на времето, ама се она што ни е познато цивилизација е цивилизација на силни мажи, војници, војни освојувачи, значи насилство и така натаму. И сега, значи, ако тие суптилни знаења ги спомна вештиците не били ништо друго освен вешти жени. Значи етимологијата на самиот збор го кажува тоа, кој што даровите на природата и знаењето што ги наследувале генерацијски ги пременувале за унапредување на животот, за лечење, за користење на различни билки, па и не само билки, туку и од животинските екстракти можат да се прават лекови. И можеби тој конфликт, значи помеѓу ерите, значи патриархална и матриархална ера, е во суштината на таквата стигматизација, а не самата суштина на символиката и на знаењата и на умењата и на оно што го имаме како суштина во сето тоа. Ова е прашање. Значи, ја не го гледам ова како матриархат, патриархат. Целото збиднување што се случува и низ еоните и сега, не го гледам како патриархатот против матриархатот, туку, значи, едена екстерна, ја го викам, не живиот дух, против живиот дух. Значи, не е борба помеѓу машкото и женското уопште. Машкото и женското немаат природна борба у себе си, тоа е се стимулирано од надворешни фактори, сили што на пример кај Сумеру зороастријанизам го викаат Ариман. Значи, или што го викаат црква сатанат. Значи, тој ги превртува и двете енергии. Значи, тој ја превртува и машката енергија, ја превртува и женската енергија. Значи, сега не е уствари ние не искачаме од патриархат, па гледаме назад у матриархат или такво нешто. Тоа е вистината на луѓето што така си ја толкуваат. Ја поинаку ја толкувам, пошто имам доста искуства и енергетски и духовни за да можам да ја увидам целата лага. Значи,
оноliko колку што треба. И за мене тоа е, значи, моментот што е многу свртено, целите сили на светот моментално се свртени против таа јин енергија, таа животворната енергија, женската енергија што ја викаат. Женска енергија, како ти кажам, име многу неприкладно, ама ајде ќе го викаме така, за да се разбере полесно. Значи, тоа се гледа прво, нели, прв култ што е познат, што е историски едноставно и археолошки докажан, е култот на големата мајка. Значи, тој култ на големата мајка датира многу години. Еве ќе пуштиме слика. Значи, како фигурината од големата мајка во нас Македонија, фигурините од други делови на светот. Значи, самото знаење дека човештвото едноставно прво почнува своите прапочетоци ги има со овој култ, значи култот кон мајката. Ние сваќаме дека нашите почетоци се женски почетоци. Меѓутоа не женски како у структура на жена, туку женски у таа енергија се, значи у тој поларитет. И сега јас зборев и у претходниот подкаст за ова, меѓутоа моментално што се дешава е едноставно се дешава момент каде што целата енергија на мајката, односно на женската енергија, е намерно супресирана. Значи, тоа не важи само за жените, тоа важи за мажите. Бидејќи ти ако немаш способност да примиш, значи, нешто од надвор, ти си дефектен по старт. И сега моментот што е? Уствари женската и машката енергија. У мојот речник ја ги викам евокација и еминација. Значи, пошто машки, женско многу ми е, дај да не кажам, глупо ми е да ги викам така. Пошто тоа прави негативен импакт прави врз. Ма добро, живееме во свет каде што мораме многу, пак се враќаме на символите, се изразуваме во бинарни системи и повеќето луѓе така разбираат, например светло, темно, ладно, топло, затоа машко, женско, значи во таа бинарност сосема е окей да се нарече така, значи нема ништо страшно. Пак ќе кажам, субтилната порака е друга. Еве јас го имам тука Карл Густав Јунг со архетиповите на неговото несвесно и според него нели човечката душа е бисексуална, односно дека вистинска душа ги има и двата аспекти што немаат врска со надворешното физичко манифестирање во машки или женски пол. Мора да ги има, пошто исто и у биогеометријата, пак ќе се вратам на кратко, значи они го имаат тој цел спектар на субтилните енергии, има огромен спектар. У центарот на тој спектар стои златото. Значи, златото е еднината на спектарот. У еднината на спектарот тој ги има највисоките динамики и ги има двата поларитета, јин и јанг у себе ги содржи. Значи, моментот дека и по херметичкиот принцип, значи има книга една од Три Нишиец, да Кабалион се вика, многу битна книга да се прочита за било кој човек. Значи, тој кажува дека едното, така го викаат едното е над поларитетот, се под него влегува поларитет, у дуалност. Значи, ама се што е влезено у дуалност има врска со едното. Значи, вака, поделено. Ако има врска со едното, тоа мора да го содржи едното. Значи, мораме ние да ги содржиме и двата аспекти од едното. Само едниот предоминира. И сега душата како душа искочена од едното, а едното не е у поларитет, не може да има пол, пошто е едно. Уствари е нула, ако идеме по таа малце по напредна математика. Али у тоа нешто, и кога ќе искочи животната енергија, праната, фрагментот од едното, и кога ќе влезе во овој свет, значи тоа мора да ги содржи, што ги вика Јунг, анима и анимус, тоа не може да постои анима и анимус. И сега
телото само по себе е поларитетно, пошто е у пол. Значи, пошто и духот е исполовизиран тука кај нас, така и телото е. Меѓутоа, како што и духот ги има анима, има анимус, така и телото ги има прогестерон, тестостерон и естроген. Значи, тоа е само згуснатиот дух представен у нашето тело. Така што мораме да ги имаме вие две енергии. Сега што е моментот што едната енергијата на евокација. Значи, папата го викаат your eminence. Значи, не знам дали папа или од овие други што се Кардиналите им се обраќаат со еминенца, додека нели у тие ешалони што се, значи your eminence, значи тој нешто еминира. Значи, тоа е состојба, тоа е машка да ја кажеме, таа состојба на испуштање на енергијата. Сега ја моментално сум у таа состојба, пошто ти пуштам енергија на гледачите и изборам на. Значи, ова е машка енергија. Значи, машка. Состојба на евокација, значи состојба на примање, магнетизам е состојба да е другата енергија, значи женската енергија да кажем. И таа енергија ни помага на нас да се, пошто кога стоиме наблюдуваме, ако наблюдуваш долго време со таа енергија, со енергијата на примање, примаш, ако го наблюдуваш тоа дрво пред тебе, значи тоа ќе почне да ти на една суптилен план ќе почне да комуницира со тебе, значи на многу суптилен план. И затоа у стариот свет жените се тие што ги знаат билките, меѓутоа не дека не постоело мажи што се служат со таа енергија. До ден денеска има такви. Значи, и сега ти, кога имаш таа способност за примање, ти кога ги примаш елементалите, елементите на природата, духот на природата, ти стекнуваш едно внатрешно знаење, суптилно знаење, интуитивно знаење за природата и живиот свет, и тоа ти доаѓа тебе најприродно. Значи, едноставно го примаш у тебе. И сега ние сме пресечени од таа енергија. Ние не знаеме, немаме 5 минути како да ја користиме, бидејќи таа е многу префината и многу тешка енергија да се одржи во реалност. Не можеш ти да живееш у таа енергија и да искочиш надвор на улица на булевар, авто ти поминува, не кола ти поминува. Извинјав се, ја од Куманово. Значи, едноставно ти се руши, самиот гласен звук ти ја руши енергијата. Значи, една мала погласна конверзација ја ништи таа енергија. Значи, многу работи, многу е кршлива таа енергија, многу лесно кршлива, а во исто време многу е силна. Значи, ти длабоко ќе влезеш во таа енергија, ти можеш да ја реформираш реалноста околу тебе. Тоа е толку, пошто работи на суптилниот план. Значи, у механиката на реалноста влага. И таа енергија сме отсечени. Затоа, пошто не примаме, ние не знаеме да кажеме стоп, не знаеме да застанеме, идеме, ги стечеме шумите и не знаеме дека дрвета вриштат. Значи, пошто вриштат, тоа и биолозите можат, дендролозите што ги истражуваат дрвјата, и ти испуштаат хемија кога се уништувани. Значи, ние не сме свесни дека, например, не знаеме каде да станеме, само идеме напред. Цело време сме у таа една, у енергијата на еминацијата, у енергијата машката, да кажеме. И буквално сме го птица што лета со едно крило и мисли дека ќе стигне до Господ, нема да стигне до Господ со едно крило. Значи нема шанси да се стигне. И можеби е налепено со восок како кај Икар, па ќе се стопи летајќи нагоре. Инаку ова со дрвјата ме потсети на сцената од Господар на прстените, каде што е многу убаво одсликано тоа, каде што нели Саруман ги сече дрвјата за да прави индустрија, да прави тролови, и каде што кога овие дрвјата што се движат со другите хобити ќе го видат тој пустош, реагираат. Сега сето тоа на ниво на фантастика, ама е истото тоа што го спомна ти, дека дрвата, не само дрвата, сиот растителен свет, кој што е всушност постара животинска форма, и благодарение на нив постоиме ние, затоа што единствено тие создаваат жива материја, чувствуваат и тоа како чувствуваат. А од друга страна, околу енергиите,
мене многу луѓе ми рекле дека сум доста елоквентен. Јас многу сакам да зборувам и кога зборувам немам потешкоти. И сега учам периодов, особено со овие подкасти, учам да слушам. И морам да бидам искрен дека тој дел за примање на информации јас го доживувам како потешка задача. Се Многу разбарев. Значи, самиот момент на примање магнетизмот, не дека е потешка, сама по себе потешка е денеска, но како сме го формулирале светот, околината, целата поширока околина, улиците, градовите, местата во кои што се движиме. Значи, целото нешто е формулирано за да таа енергија не постои. Значи, и ние сме ја заборавиле таа енергија како раса, не дали жените или мажите, тоа е, како да кажам, тоа е прича за тинејџери, жените или мажите. Значи, ние како суштества, како луѓе, ја имаме не имаат исечено од таа енергија. И сите, или кога ќе кажа тебе палењето на вештирките, па не се палеле само жени, се палеле друидите и тие исто биле од таа енергија, се палеле и богомилите, и катарите, и сите луѓе што биле у баланс овие две енергии. Значи, едноставно биле пресечени од тие сили на кои што на нив не им одговара машката енергија да доминира. На нив им одговара енергијата на смрт да постои. Значи на нив им одговара ние прво да се караме цело време, машко, женско, тоа како да ти кажам, тоа више треба одма да се отпушти. Еве, социјалните мрежи, извини што ќе те дополнам, социјалните мрежи се доволен добар доказ за тоа, кога и да се појави конфликт, Украина, Русија, Палестина, Израел, па и самите спортски надпревари, значи луѓе успеваат да се истепаат до крв, па и до смрт, само за да одбрнат една или друга страна, а во суштина, нели, и од едната и од другата страна има луѓе. Па тоа е трибализам, мислам, тоа е, како да ти кажам, тоа е нормално, ние го имаме тоа ген, пошто сме биле делени од племиња, секој племе е само за себе и тоа е нешто ген што ни отвара такви етнотрибалистички димензии во нас, меѓутоа мора ние да искочиме од таа шема, бидејќи таа шема ќе не одведе до трета светска, што беше почната. Едноставно ќе се самоуништиме како браса, нема да стигнеме до таму кај што треба да се стигне. Затоа и муабетиве се прават. Јас сега сум ова, како да ти кажам, еве у Македонија, еве ово го зборат одамна многу по подкасти, значи по странство сите држави више има некој што го комуницира проблемот со енергијата, значи јас сум една само точка у сите тие луѓе што више имаат стигнато до таа перцепција. Би сакал малце повеќе, испомна дека нели ќе зборуваме за митосот кој што е во позадина, значи ајде митолошките основи на се во ова, значи кои приказни од не мора да е една или друга митологија, кои се тие приказни, ги спомна сите овие категории на луѓе, значи покрај вештерките. Ќе звучам сега и јас како тебе, кој што звучи грдо, или друидите, или богомилите, за сите нив знаеме многу малку, со тоа што сите извори што ги имаме на располагање се изворите од нивните прогонители, од нивните непријатели. Така што, веројатно има и енергија и знаења кои што се таму некаде скриени на духовно ниво, до кои што, како што вели мојот претходен соговорник Дим Чацков, не можеме да ги најдеме запишани во книгите, туку треба да отидеме и да ги пронајдеме онаму каде што е скриена таа енергија. Да, ама прво мора да научиме да примаме, иначе како ќе ги најдеме. Значи ти мора да инсталираш женската енергија, односно енергијата на примање, магнетизмот, евокацијата, за да можеш да ги примеш суптилните енергии, иначе нема шанси, ќе ги како се репел на англиски се вика, ќе ги отфрлаш од тебе. Так. Значи Димче има доста живеено у природата сама е магнетна. Многу од природните појави се магнетни, дрвата се многу магнетни суштества. Значи самото седење до дрвја тебе учи на женската енергија, односно на магнетната енергија. И треба многу да се смириш, значи да се сталожиш, да дојдеш до една состојба на мир
И кога си у мир да дадеш таква една команда за примање, за да можеш ти да го примиш, да го восприемаш светот од надвор. Ние веќе не восприемаме, ние живееме у свет на smoke and mirrors. Значи, свет на огледала. Ние цело време си правиме bouncing ball, значи пинг-понг си играме, вака. Цело време ти ќе гаѓаш со твоја енергија, со моја, нема примање, само се удараме, вака. Значи, тоа го правиме и затоа е толку дисторзиран светот, пошто нема примам, да, нема, и знаеш тоа, клапното. Нема клапно веќе. Значи, тоа е више како, и ние цело време, ти сега види, значи, идам у автобус, ми пуштаат музика, идам у маркет, ми пуштаат музика, идам секаде у бутик да си купиш, иде музика. Значи, они цело време у нойс. Нойс. Ти цело време немаш тишина. Значи, нема тишината, као више не постои. Нема збор за тишина више. И едноставно, ние сме буквално пресечени од таа женска енергија, шакти, кундалини, како ја викаат многу различни имиња. И едноставно не можеме да восприемеме ништо и чекаме да ни каже чичко научник, што он исто со таа енергија вака булел, само праќа од него. Да ни каже што да правиме со животот. Можам слободно да кажам дека свештениците што се по цркви, по манастириве будистички, тие како ја командаат оваа енергија. Затоа тие се на врвот. Значи, исто и кај кај темпларите, кај масоните, значи, ти да ја достигнеш таа енергија, како што е да Holy Grail, тоа е женската енергија. Да достигнеш таа енергија, ти да можеш да го примиш едното, изворот, Бог, како сакаш кажи го, ти си више на врвот на масонеријата, тоа е тоа. Значи, тие како ја имаат оваа енергија примено и научено. Значи, тие си ја користат женската енергија, само не ни дават нас да ја користиме. Зашто ако почнеме сите да користиме, они губат влијание. Ти замисли се ако почнеме сите да ги правиме нашите куќи како храмови и цркви. Што ќе ти е да отидеш во црква? Тука е всушност фигурата на моќ која што имаат свештениците, кои што велат дека без посредник, односно без нив не можеме да бидеме, да се доближиме до божественото. Ама геометрија посредникот, они не, мислам, окей, има многу супер луѓе меѓу нив, значи, али геометријата е посредникот. Начинот на кој што ми се изградени црквите, тоа е посредникот. Значи, тоа е се мери. Значи, тие комбинираат тие Higher Harmonics of Gold ги вика и Штайнер и доктор Джилберт и доктор Карим. Значи, тоа буквално геометријата, структурата, подножјето на кој што се правени тие работи, тие минираат енергетски високи квалитети. Ти идеш таму, добро се осеќаш. Да. Вистина добро се осеќаш. И дома направи си ги тие работи, ти дома добро би се осеќаш. Апсолутно така, но поентата ми беше дека има луѓе кои што се свесни за моќта која што имаат откриено и буквално, значи, кој некој кој ќе открие вода, наместо да рече на другите, видите, тука има вода, еве за сите, ќе почне да ја наплаќа. Значи, тоа е таа разлика од, нели, еве го директниот извор и до изворот преку мене ќе стигнете. Таа е таа потреба за да се монополизира пристапот до вишото, до енергијата која што, нели, затоа велам, совршената религија нема потреба од свештеници, од свештенички, од ништо, затоа што е непосредно. Дека ова се некои сурогати кои што сакаат само да ни продадат инстант продуховеност која што, нели, подразбира. Јас многу пати го кажувам примерот на врвна продуховеност, носење зејтин во црква. Па добро, сега све има две страни на паричка, значи црквата сега и добри работи има направено, нема само лоши, има и лоши, сега не можеме да не гледаме ние црно и бело како што нели они гледаат, овие се вештрики, овие се добри жени,
Значи, еве у средновек, у Middle Age, у средновековие, црквата го има заштитена, ја има заштитена македонството, значи тоа и преку тоа е опстанало целата формулација за државата. Иначе, еве целото знаење колку толку го споделиле со народот. Пример за Темјанот да кажам. Темјанот супер што ни го покажале, значи темјанот кога се мери со овие биогеометриските алатки, тоа покажува квалитетот на протоколовата боја. Квалитетот на протоколовата боја буквално има purging ефекти, значи има чистачки ефекти, значи ти можеш да го ако имаш главоболка, значи буквално го дробиш темјанот, го мачкаш на главата, тука го мачкаш, значи главоболката ја снемува, тоа е у просторот, кога само просторот се кади темјанот, тој прави толку многу силни еминации на овој спектар на квалитети, на таа вибрација протокалова, што тебе ти го чисти, значи има purging ефекти. Сега тоа ти е, како да ти кажам, дури и физичката наука тоа го има установено за темјанот. И самата структура на темјанот е многу, мислам и вода да искадиш со темјан, па и таа се менува. И сега види го ова со водата, значи овој како се викаше мото нешто беше јапонецот. Значи за ќе го истражиме подоцна на интернет и ќе го ставиме како опис како линк во описот на видеото за да не знам тие јапонските имиња мене сите исти ми се, не можам да ги запамтам. Меѓутоа тој е многу проминентен доктор, не е тој филозоф, значи тој е научник. И сега ако направија паралелата со црквата, значи овој дознава дека со зборење на водата создава други структури. И сега од црквата ја пијат водата. Значи, знаеш од кога ја пијат водата од црквата? Од кај ме тоа знаење? Од секогаш, валјда? Од секогаш. Од кај ме тоа знаење? Тоа знаење сега искочи 90-тите години, 80-тите од овој јапонецот. Од кај го знаеле они тоа? Моја претпоставка е дека тие се стари знаења до кои што сега само или некој намерно ги повторно ги враќа во актуелност или до исто сознание од два различни извори, како откривањето на Америка, значи. Тука се отвара прашањето. Значи, ова што зборам ја за црквата, ако ме гледат некои христијани, да нема промисла дека јас сум против христијанството, ја сум христијанка. Меѓутоа, генерално комуницирам за Византиската црква, што денеска се вика православна црква. Значи, и за обредите што ги прават. Значи, овој јапонецов, ќе го најдеш после, ќе го постираш на слика. Така. Тој прави со водата, значи било кој човек ќе збори водата. Значи ќе избориш на водата, таа прави енергетски структури, ги снима тие прави геометриски структури, ги снима со микроскоп тие енергетски структури, можеш да ги видиш и на пример само што избориш добро на водата. Сега избориш добро на водата, таа се менува. И добро, сега идеш, поп ти чати вода, супер, он многу добро пие, супер, значи испушта многу добра вибрација, супер, прекрасно е тоа. Ама зашто не ти кажува дека ти можеш да го правиш тоа? Секој може тоа да го прави. Ќе кажам, моето убедување за ова е дека е монополот на знаењата и на моќта која што тие знаења ги носат. Монополот на такви знаења многу пати знае да биде, како да кажам, да ја корумпира душата, што значи чувството на моќ е доста коруптивно чувство, знае да не занесе дека сме нешто посебни, дека сме различни, дека сме специјални. И мислам дека тоа е во суштината на тој ексклузивитет. Па можда, на пример го чувале од тебе од зло. Не знам која е причината зашто тоа знаење е ексклузивно, они го прават, меѓутоа ете сега дојде едно модерно време каде што сега сите знаеме дека со зборење убави работи водата ја менува својата молекуларна структура.
Тоа останува за, мислам, ова веќе си мейнстрим документарци кои што за водата излегуваат дека, значи, за кристалната структура и каква е природата на водата, и сега се она што правиме ние во денешно време со водата, треба посериозно да не позамисли дали правиме добро, затоа што ја валкаме не само физички, тука ја валкаме и со мисла, како што кажа си. Би сакал да прашам нешто конкретно околу, знаем дека ти се занимаваш со музика, дали творењето, односно музичкиот израз е манифестација на тоа, на таа женска енергија, затоа што, нели, доаѓа преку инспирација. Дали инспирацијата можеме да објасниме преку таа женска енергија, односно отварање кон некои виши нивоа кои што подоцна ни ја даваат инспирацијата за уметничко творење, конкретно музика? Поред мене, за да се создаде уметност, стварно уметност, не ова ентертејмент, мора да имаш двете енергии. Значи креативната сила мора да имаш. Значи не може со една енергија да се твори. Немогуќе е. Значи нема. Ја не познавам уметник што има тие сега модерн арт ке направат бака со четка и уметници станале. Па дури и тие имаат некоја силна мисла за да може толку да се избацат, да бидат познати. Меѓутоа, тоа е врхунското, значи уметноста, умешноста, уметник, некој што у центарот ќе стаи нешто, значи ко-креатор. Значи тоа е најстогата според мене. Пред свештенството, значи ако е свештенството тука, уметникот е тука, значи каде што ти буквално сега, например, ја ќе ми дое инспирација и добро, и што ако ми дошла инспирација, ми треба машката енергија да ја манифестирам на светот, иначе како? Значи, мора да ги имаш двете. Пример, сега правам нова песна. И ќе ја пуштам кај да за некој ден. И сега ја вака седам и се инспирирав многу и ми дојде и текст, све одма запишав во секунда, ако не направам секунда ништо не бива. Кај мене нема тоа 3 дена правење песна. Тука се прави сега за 15 минути. И после се работи на тоа. И добро, сега вака седам ја и многу ми беше убаво се опуштив, знаеш, од целата таа ин енергија. Мора да станеш и да размислиш, да направиш структура, да почнеш да го пееш, да почнеш тоа све. Машката енергија, ти мора да ги имаш и двете. Ако ги немаш и двете, ништо не правим. Така, моето прашање беше конкретно процесот на инспирација, значи примањето на пораката за уметноста, додека, нели, интерпретацијата после очигледно е, нели, зрачење и со самото тоа. Инспирација мене ми уште чудна. Мене ми е тоа уште голем феномен, бидејќи што е тоа што влегува во тебе за да те тера ти да создаваш нешто што не се ни пипа, него е звук. Значи, и зошто тоа така ти доаѓа? Од кај ти доаѓа таква потреба ти звучно да... Значи, звукот за мене е како... Не знам како, тоа е неверојатна работа. Не знам како да е... Тоа е највисокиот феномен што не можам да си го објаснам. И самата инспирација, или древните учења ги зборат музите, има различни музи, Еутерпе, Помене, Талија, не знам како се викаат уште... една муза, пример, те инспирира за трагедија, друга те инспирира за комедија, се направени како во човечки облик жени, што како инспирацијата е, да кажеме, има женски атрибут придадено на себе си, и окей, ама да тоа е сила, нели, енергија и тоа. И многу ми е мене фасцинантно, мене уште тоа ми е, јас свашта нешто истражувам и ја пунам главата со свашта, тоа не можам да го разберам. Добро, етимологијата на зборот и инспирација или, нели, македонскиот збор вдахновение, значи влегување на духот во нас. Да. Веројатно тој што кога Ете збор за евокација, евокација нели латински збор, вдахновение е женската енергија да можеш да вдахнеш нешто, таа е таа. Кажи ми, во контекст на ова, сега ги спомнавме архетиповите, кои архетипови можеме да ги кажеме, ги истражуваш тука и како ги доживуваме? Например,
Или не кажавме многу за колективното несвесно, каде што тие архетипови постојат. Не можеме да бидеме свесни за нив затоа што се јазикот на несвесното. И сега со истражување, доаѓаме повторно, го спомнувам Јунг, кој што се има занимавано со тоа, што нашето несвесно како архетипови крие? Кои се твоите сознања? Значи, за колективното несвесно има многу луѓе правено истражувања за, знаеш, тестирање на некои работи, со мајмуни го имаат правено, има едно истражување, као група, дека имаме ние како врсти, како спишис, како врста, имаме колективно несвесно, од кое што сите црпаме информации. И сега прават една зоолошка таму, еден мајмунот учи нешто да прави многу посебно, што никој друг не го знае. И мајмунот ја учи мајка му, прво ја учи мајка му, другите мајмуни ги учи, сите мајмуни учат и таму со лажица, не знам што беше, има на интернет има кој што сака ќе си најде. И сега, значи на другиот крај од свет, истата врста на мајмуни почнува тоа да го прави за после 3 дена. Значи тоа, како ти кажам, тоа апла, дека има колективна комуникација. Пример, исто кај дека hive mind што го викаат, значи едноумие, на пример кај пчелите, апла се гледа дека тоа е едно битие фрактализирано у повеќе битија. Тоа е еден ум ги работи сите пчели. Значи, само таму е премногу изразено, значи, а ние како луѓе, тоа кажав и у претходното, значи, по старите древни овие, да кажем, да им го давам зборот шамански, имаат повеќе имиња. У Сибир таму, ова, у Јужна Америка. Значи, они веруваат во тотемизам. Значи, тотемизмот е дека, уствари, едно битие, волкот, например, е едно битие и има една духовна целина и од таа духовна целина ја примаат сите волци. У индиските, у ведите, значи, ние сме атми, односно тоа душа што ја викаме, кај нас имаме махатма, значи махатма што Јунг вика колективната потсвест. Значи махатмата е нешто што, на пример, ние како постоење ја одаваме информација, како имаме клауд. Така. Да направам аналогија со денешните технологии, пошто тие црпат од негде информација, од таму црпат од духовниот свет. За да создадат таа технологија, иначе како, од каде? Тоа веќе постоечко, само е нели духовно, овие прават сега клауди, сакаат да не поврзат на ова трансхуманистички. Да, тоа мислам како ти. Тоа ако нешто е ѓавол, значи сега тоа е ѓавол за мене. И на пример ние имаме таа колективната меморија. Само ние несвесно ја примаме. Значи тоа е проблемот. Што несвесно ја примаме. Ти замисли ако нас не се отвори моментот да ја примаме колектив, веќе е докажано дека постои со милиарда примери. Значи постои, човече, постои. Кој сака има ќе ти поратаме тебе линкови, кој сака после нека си ги најде тие истражувања, нека си ги гледа на интернет, да не биде дека измислувам сега тука работа. И целата, замисли сега ние се отвараме кон колективната заедничка свест. Што сакаш можеш, виолина свириш, клавиш свириш, значи како да ти кажам, тоа прекрасно би било нешто, меѓутоа нели тамнината ќе да ти дојде, значи не може само едната порта да отвориш и супер ова све што треба. Така да уште ние сме расла еволуција што сме заштитени сега, да не можеме се да примиме одеднаш. И сега у таа колективна посвест, пошто ги спомнува архетипите, Јунг за тоа многу добро си прави муабет, он прв ги внесува у игра. Меѓутоа и древните учења ги имаат архетипите, не ги викаат така. Архе значи нели прастар, тип значи тип. Значи прастар тип, тоа значи нешто што, на пример, како да ти кажам, ако планетата е театар, има улоги и сите ние играме, кога се спуштаме тука во ова playground, во овој plane, кај што живееме сега, значи има некои улоги, кај пример да го замислиме нешто, тук се играме Макбет у Шекспир. Значи има тој архетип. Шекспир е за тоа толку познат, пошто и сите големи автори, на пример Толкин, Lord of the Rings,
Тој игра многу јаки архетипи, тој ги он прави идеализација на архетипите. Така. Значи, он игра архетипите у неговиот и затоа ние толку се поврзуваме, пошто ни дава некоја внатрешна вистина, ако ти немаш внатре ништо од тоа што го гледаш надвор, што ќе ти биде интересно, што ќе осетиш, ништо нема да осетиш. Значи Интересна символика на архетипите наоѓаме кај големите аркани во тарот картите и сега кога ме потсети со Толкин, размислувам речиси сите големи аркани од таротот можеме да ги најдеме во ликовите на Толкин. Имено, значи нема ништо надвор од старите архетипи. Ти види еве сега позната од кој гојни таму, не знам, Втора светска војна, мислам дека има искочено Wonder Woman. Значи сега тука у тоа време леле жена војно, што овие прават, знаеш, тоа нешто како е тоа ново, човече, како не ме забава, мислам извини на речи. Значи тоа не е ново, тоа е старо, ги имаме архетипот на амазонките. Ја имаме Артемида како божица која што нели. Не само Артемида, колку има пред Иштар, пред неа, значи дури Афродита кај спартанците се рачунала за ратоборна, Атина, значи што ми е муаветот? Муаветот ми е дека ништо нема ново надвор од архетипите. Архетипите се фаталната вистина. Значи нема ништо надвор од нив. Што и да се игра на филмови, дали има ниска или висока архетипска реалност, зашто архетипите може да деградираат и да еволуираат. Значи, например, сега ако ставиш, пример, ја викам Лана Дел Рей, паднатата Афродита. Тоа у мојот круг на луѓе, така, значи Лана Дел Рей сега е позната пејачка. Таа постои што таа е успари, како да кажам, ако не е реинкарнација на Мерлин Монро. Значи па ништо е што. Значи тие имаат многу јако уиграно женската енергија и они со тоа доминираат. Значи апсолутно се многу посилни у женската енергија, че таа цело време прима, цело време у нежна состојба. Меѓутоа пее како брка момчиња, ме разбираш ли, значи. Тоа е архетипот деградиран. И паднат. Тој архетип го игра и тоа го игра јако, пошто нели е звезда, значи многу е популарна. И само е деволуиран архетипот. Значи сите ние играме архетипи. Само ние монковите на Тибет, тие се не знам таму надвор од архетипите, значи архетипот и играта. И на пример има многу подгрупи, групи, идеали у архетипот. Еве на пример у Lord of the Rings Арагорн, тоа е архетипот на прво он нели и еволуира архетипот. Он е прво рейнџер, па после станува витез и на крај станува крал. Значи, он ги има сите и тука има движење на архетипот. Значи, мислам малце офсайд Арагорн. Тама сме на темата. Мола? Тама сме на темата. Одличен е примерот. Арагорн мене ми беше пример како дете кога гледав, тоа ми беше идеал, машкиот идеал. Значи тоа Арагорн е тоа, значи ако е надвор од Арагорн е едноставно нема врска со реалноста и ти сваќаш. Значи кога се спремав за видеово, кога ги обмислував прашањата, поима немав дека Господар на прстените така добро ќе ни дојде во објаснување на архетипите. Кога го спомна Арагорн, значи во неговата крајна фаза, нели, враќањето на кралот има една тарот карта која што е буквално Emperor или император, каде што буквално освен самата карта која што е архетип, има и редица символи. Еве картата, значи можете гледачите да ја видат. Па ако сакаш заедно можеме да ги, односно ти можеш да ги искоментираш символите кои што се пропратни во оваа представа. Па прво го има стапот и анкот, го држи, значи стафот го држи. Значи тој пошто како што гледам е анк, е форма на анк, анкот па се вратиме на кај биогеометријата, а анкот исто има такви енергетски квалитети на еминација на таа негативна зелена кај што еминира животни пропорции. Значи,
го држи анкот, значи го држи животот, силене, и овнот. Овнот не се мисли на стварно на ова, него квалитетите, духовните квалитети на овнот како духовно нешто, не како световно само, пошто овнот реално, овците и овноите се глупи реално, значи вака немаат некој, ја имам видено овце, мислам глупи, многу е лош збор така да кажам. Се алудира веројатно на соцзвездието, односно на зодијачкиот знак Овен. Зодијачкиот знак кога квалитетот, духовниот квалитет, тотемскиот квалитет на тоа животно е многу пробивност, значи тоа е пробива, значи главата му е вака на напред, ја пробива енергијата и тука више доаѓа до една стабилност, сила, значи емперор е представено највисоката форма на машката енергија, значи кај што више све е стабилно у таа енергија. И до таму стига Арагорн, ама нели он е Wise King, тој исто е мудриот крал, значи и храбриот крал, и добриот крал, значи тој он има повише особености у целиот тој архетипски склоп. И има исто, например, ако High Priestess ти е Галадриел. Така. High Priestess ти е Галадриел, ако така гледаме, имаме, например, стариот мудрец што е The Hermit, ти е Гандалф. Гандалф всушност е 3 карти, еве го Хермит, баш да, не овај Хиерофант, еве го Хермит, значи Хермит е пустиник. Дури исто е облечен, значи у сиво со стап, како да ти кажам, дека тоа е тоа. Во некоја втора фаза е ова, значи Magician. Да. Каде што и да на крајот е нели Хиерофант. Значи високо свештеник. Да. Или папа некаде во некој тарот карти е папа. Значи ова е интересна работа, би можел да направиме истражување, значи за сите архетипи искористени од страна на Толкин во неговиот Господар на прстените. Ова навистина, значи сега сум импресиониран каква инспирација ни дојде уз муабетот за да го најдеме како спореден муабет и Толкин. Дали би можеле да се надоврземе на ова за она што значи света женственост, што значи да ги објасниме символиките, значењето на сето тоа и да го, како да кажем, да го процедиме низ едно објаснување за да го одвоиме од оно што можеби навидум во самата лингвистичка форма може да биде сватено поинакво. Значи што е всушност света женственост? Па света женственост е толку ефемерен термин што со зборење многу тешко би се опишало. Значи света женственост е уствари како жените, како например еве ќе се вратам на Арагорн. Арагорн е идеален архетип. Значи тоа е еден идеал, ние што го гледаме, тоа е идеална призма на еден маж како по себе прави такви високи духовни структури како се поставува со својата реалност. Ако земе Арагорн у машката страна, че светата женственост би била нешто што е во бесконечна состојба на примање на духот, значи жена во своја многу висока божествена форма, каде што едноставно ќе биде сама по себе ќе ја зрачи таа енергија на божицата на Ин и сама по себе ќе биде многу висок идеал во постоењето. И самиот идеал, архетипот на божицата, на жената, на свештеничката, тоа е како еден дел од целото. Извини, болно бев многу. Затоа кашлам. И како што изворот и едното се дели на две, значи на машкото и на женското. Така и нели телата како се поделени, така има од изворот женската еминација и машката еминација.
Значи, тие се the Godhead и the Goddesshead се вика. Значи, и патот до едното цело може да се оди низ женската призма и низ машката призма. И, например, Христовиот пат е у центарот, значи тој е у центарот, тој, значи, да кажеме, андрогиното, тоа иде иде у центар. И сега моментално застапеноста на религиите и они ги играат овие дуални принципи. Например, ќе го земам христијанството, пошто ни е најблиско. Значи, влегуваш у црква, влегуваш у храм, има лево Богородица, десно Исус. Богородица у сребро, Исус у злато. Значи, представени се двата стуба што те водат до горе до едното. Значи, христијанството ја користи Богородица како архетип, како символ. Значи, не е само символ, мислам, сигурно и постоела Марија мајката, меѓутоа таа била примателката, таа живеела во тој архетип, таа како што ја спомна претходно Лана Дел Рей како паднатата Афродита. Значи, живење на тој љубовен архетип. Значи, и Марија, мајката на Исус, таа била многу високо, у многу висок идеал го спуштала архетипот на мајката. Значи, небесната мајка, мајката што може да стигне до звездите и да го спушти синот од изворот. Значи, и они ја гледаат исто така. И сега, например, и еве да ги кажеме свештеничките од Авалон у многу дамнешно време во Англија и у Ирска. Значи, тие биле у култот на големата мајка Божица, значи тој спектар, значи тој спектар на Бог го живееле. Тој дел од Бог, тој дел од целото, значи женскиот дел. И тој женскиот дел има различни квалитети на изворот на едното, презентира различни квалитети, машкиот дел презентира различни квалитети. И тоа е у светата женственост се уствари увидување на женските квалитети на изворот. И низ таа призма учење, низ таа методологија учење, низ тој прозор гледање на нештата. Тоа е светата женственост. И таа под никој случај не е негација на машката духовност. Значи, едино нешто што тоа црквата, користејќи ја машката духовност, ја има тргнато призмата, женската призма на духовност. Значи, женската призма го нема тоа направено. Значи, луѓето што се свртени кон таа призма, ние не го негираме машкиот Бог. Само гледаме дека тоа е еден спектар од целото и дека едно од изворот се еминира две суштини, едната е машка, едната е женска. Има два пата да се стигне, три уствари, два пата да се стигне до изворот, може преко Божицата, може преко Богот, преко мајката, преко таткото и преку центарот. Најдобро е преку сите, значи центарот Исус е центарот, значи тој више ги има и поминато и двата пата, и на мајката и на таткото, и стигнува до Бог. Тоа е како и во научна смисла и во природна смисла, нели, магнетизам и електрицитет. Магнетизмот е женскиот принцип, додека електрицитетот е машкиот принцип. Значи, таа дуалност постои секаде и рамнотежата помеѓу тие две дуалности создава всушност тој централен пат, или во кабалата тој е средниот столб, а каде што на дрвото на животот буквално се столбот на милосрдие и столбот на строгоста. Значи, столбот на строгоста како машки Марсов принцип, додека столбот на милосрдие како женски Афродита принцип. Кога ги спомена свештеничките од Авалон, јас би ја препорачал книгата Маглите од Авалон од Мерием Дзимер Бредли. Да, тоа ја имам прочитано. Фасцинантна книга, напишана, значи, од жена, женскиот момент е многу убаво опишан таму. Главен лик на книгата е Моргана. Значи, од нејзина перспектива се раскажува действието и е одлична книга, не знам дали ја има на македонски. Има и филм. Филмот е, да кажеме, подостапен. Mists of Avalon, може кој сака да го гледа, и е едно од според мене вистинитите причи. Тука покажува како свештениците на мајката, што се Мерлин и Lady of the Lake,
и христијанските свештеници како имат сукоп, ама како и двајцата прават неубави дела за да стигнат до власт. Така. Тя вика има mainly pihol, тоа е еден од овие Rosicrucians. Значи вика ни матриархатот, ни патриархатот не може добро да го владее светот. Ама овие двајца кога ќе се спојат у владење на светот, светот ќе биде вика како владеен исто како од богови, зашто вика господарите на разумот ќе се спојат со господарките на сочувството и ќе живееме у рај. Значи буквално тоа маш го има кажам. Mainly pihol, тоа исто езотерик автор од поодамна мислам дека е. Значи, у тој филм Mist of Avalon буквално многу добро е пишано тоа, како на Артур му се наметнува нели таткото Бог и мајката Божица и он тука има малце премрежие, не му јасно што се случува. И он е прв што ги прифаќа и двата столба. Али меѓутоа тоа е моментот што култовите на големата мајка се ништени намерно. За тоа. Така. Кога почнува да изумира практично тој култ во отстапувајќи нели не изумира, тоа не изумира, тоа е ништен намерно. Да, на населен пат изумира. Да. Отстапувајќи нели простор на христијанството кое што освоило простор во тој период. Ајде да завршиме со една работа по која што публиката најмногу те знае, а тоа е Авелина и музиката што ја творите. Први јас морам да те прашам нешто што е за мене круцијално прашање. Во денешно време, кога се е стриминг, кога се е интернет, како обстојува една музичка група, особено во Македонија? Освен ентузијазмот, дали има друга движечка сила која што го одржува? Многу тешко. Значи, у Македонија да бидеш музичар, тоа е немогуќа мисија. Дон Кихотовска. Значи, зависи сега каков музичар си, нормално. Значи, не дека, мислам, ти можеш да успееш, има да ти се отворат порти, ќе те викат оваму таму, ќе те викат, меѓутоа нема материјално, немаш да обстанеш со музика, нема шанси. Тоа е неизводливо. Меѓутоа музиката, мене ми е спасение музиката, не можам да не ја правам. Тоа ми е мене филтер, се што имам да кажам, мене музички најсилно ми е. И така се изразувам, ја користам таа алатка за изразување, пошто е делотворна. И не гледам многу дали ќе ми биде исплатливо тоа или не. Значи си бркам ја други работи за пари, али бендовски е многу, скоро не могу значи ние да се собереме, па овој кишол на работа, овој предавал таму, оној предавал таму. Значи ние да се собереме, тоа е како ти кажам, многу тешко, бидејќи нели не се живее од тоа, па за да ти се посветиш на тоа. Ама се гура некако и сега имаме доста нов материјал што набрзо ќе искочи, сигурно едно 7-8 нови песни има еден нов спот. Така што има некој напредок. Ќе видиме што како ќе се случува. Јас не сум многу загрижена за нештото, пошто јад ми доаѓа, го правам тоа наоѓам, сега спотот без пари го правевме. Значи се наоѓаат луѓе, ќе најде, оној ќе ти помогне, ако си имаш добра дарма, ако ти се наместат коцките, ќе се снајдеш. Тоа што мора да го кажеш, ќе го кажеш. Значи нема изговор за да не твориш, нема едноставно, не постои изговор. Јас знам луѓе, не знам што правеле за да дојдат до студио, значи мои блиски другари со без мајка и без татко, без никаков грб и скроз финансиска состава на нула и пак ќе најде начин да го направи албумот. Значи едноставно тоа ти е нема посилно од тебе и идеш и се отвора пат. Еве ќе направиме, се надевам дека може да направиме една инструментална numera која што ќе оди во позадина на моите документарни видеа, нормално со како се вика трибют, еве. На македонски не го знам зборот, значи со трибют на Велина, доколку за вас е во речето тоа. Значи сме го правили претходно муабетот.
значи да си помогнеме едни за други. Јас со промоција, вие со материјал, бидејќи се она што правам музички јас како позадини на моите видеа е оние фри, бесплатни, нели, достапни музики и многу пати знаат да бидат ограничувачки елемент во креативната работа, затоа што можеби не го доловуваат тоа што јас го замислувам, но тоа е материјата од кој што е достапна и кога човек ентузијастички работи, нормално работи со бесплатен материјал. Да, значи ќе направиме едно интро за Татончо, многу интересно ќе биде. Така. Сара, јас ти благодарам за одвоеното време, ти благодарам што повторно беше тука на каналот и знам, значи не се надевам, туку знам дека ова нема да биде единствено гостување. За сега на тебе и на оние што не гледаат секој добро. Јас многу благодарам на сите гледачи, на сите луѓе со отворени умови, на сите што сакаат да си го отворат својот ум. И имам многу огромна благодарност кон тебе што ми даваш простор за да се изразам тоа што имам да го споделам и тоа е. Фала ви многу.